Во изминатиот период можевме да забележиме колку сме свесни, општествено и одговорни. Зголемениот водостој ги прибра пластичните шишиња од бреговите, покачениот водостој на реката Кумановка, нивото беше над 200 сантиметри, кај мостот во Добрашане, кај игралиштето, и таму не може да поминат понатаму, и тука имавме една огромна депонија, односно смет од пластични шишиња, дури имавме и 3 фрижидери кои допатуваат до таму. Денеска интервенираме уште на истото место, се чисти сметот, договорив со компанија која преработува пластичен отпад, така да таму ќе биде транспортиран пластичниот отпад и ќе се преработи, за да ја зачуваме животната средина. Ваша механизација е на терен? Да, со наша механизација, со скип работиме, ги вадат пластичните шишиња и другиот пластичен отпад од самото речно корито и имаме ангажирано камион за транспорт на сметот. Изминатиот период речиси сите реки беа над просек и над просекот кој што поради врнежите, меѓутоа немаше некои изливања, нешто ситно беше во Липковскиот регион. Земјоделско земјиште стануваше збор. Токму така, во изминатиот период присутни сме на терен, работевме за чистење на речните корита, правење на заштитни бедими, што резултираше, немавме поплави, немаше излевање во Пелинце, Клечовце, Јачинце, Довезенце на тој потек, иако имавме зголемен водостој, надпросечни водостои за овој период од годината. Изливањето во Опај беше од надојдените води од планинските суводолици и долови, се излеа реката Слупчанка на земјоделска површина, излеговме таму на терен, разговаравме со самото местно население, тие се свесни дека таму забележително беше големо количество на градежен шут кој е натрупуван во самата речно корито и е намален протокот. Во идниот период ќе работиме на расчистување на тој дел. Нашата надлежност е надврн од урбаните средини, а во урбаните надлежноста е на општините, така да интервенираме во Кумановка, ќе интервенираме и во Липко, сега дека што може да помогнеме да немаме поплави и загразување на имотот на граѓаните.